PR стратегија во пресрет на локалните избори кои треба да се одржат на есен. Вака дел од аналитичарите го оценуваат ребрендирањето на партијата на Али Ахмети Дуи во Зелена партија. Мислам дека нивната зелена агенда која ја промовираат најмалку има врска со екологија, бидејќи се работи за политички пресврт, односно политички ребрендинг. Тоа е можеби потекло пресврт на локалните избори за Дуи да се врати назад на врвот на политичката агенда. Исто така ова ќе послужи и за дефокусирање на евентуалната дебата врз основа на пропустите од страна на досегашните градоначалници на Дуи. Така да сето ова ќе потрае само до локалните избори. Според Селими, парадоксално е да се види како партија која била изградена врз етнички барања, сега одеднаш да станува зелена партија со граѓански предзнак. Но од декларативно до трансформација има доста многу и затоа јас се уште не сум уверен дека овој чекор е искрен и во функција на трансформација, а не на PR машинерија. Лидерот на интегративците на 19-тиот роденден на партијата соопшти дека зелената агенда станува дел од партијата, односно дека започнуваат со политика за еколошка правда и квалитетен живот. Дали Дуи со ова ќе може да ги елементира пропустите од минатото и да сврти нов политички листи, дали ќе може да почне од условно речена табула раса, зависи од тоа дали сегашната форма на ребрендирање ќе ја исполнат со суштина. Ако ова остане на празна форма, односно ако не се даде политичка суштина, промена на вистинскиот начин на делување, тогаш граѓаните ќе им ги запаметат минатите пропусти. Еколошките активисти се сомневаат во искрените намери за зелена агенда. Од Деко Герила вела дека од 2008 година до денес Дуи раководи со Министерството за животна средина. Ситуацијата со животната средина во државата е многу лоша, со тоа што целата држава е покриена во диви депонии. Планините, шумите и реките се уништени од дивоградби, но и од изградба на така наречените мали хидроцентрали. Зелените површини се бетонирани. Од прилика ова е сликата со менаџирањето на Дуи во животната средина. Не е јасно како може Дуи да се претвори во зелена партија. Одлуката за ребрендирање Ахмети ја оправда со тоа дека по спроведувањето на големите проекти како што се етничката еднаквост, членството на земјата во НАТО и добивањето на зелено светло за почеток на преговорите со Европската унија, време е Дуи да работи на еколошки прашања. Од Охрид, со Гласот на Америка, Мики Трајковски.